Во овие неизвестни времиња изразите инфлација, трговски дефицит, невработеност, имиграција, Федералната резервна банка и позната како ФЕД, се почесто се користат во политичките настапи и соочувања во САД, Канада и во Европа. Од време на време, понекогаш ќе чуете разни пароли и ветувања дека треба да се изврши финансиски увид во работата на Федералната банка на САД и на Канада. Дека на Федералната банка е потребен надзор, дека американскиот председател треба да го разрешува идниот шеф на Централната банка и дека Централната банка треба да се укине. Замислите на овие идеи во САД се поранешниот републикански конгресмен Рон Пол, како и сегашниот републикански сенатор Ранд Пол. Додека во Канада главниот застапник е лидерот на конзервативната партија на Канада Пјер Полиа. На оваквите идеи доаѓаат и контрааргументи дека таквите дела само би ја загрозила автономијата и независноста на самата финансова институција. Може да се оданочува, значи може да се уништува. Ова се зборовите на Даниел Вебстер, политичар, државник и оратор. За време на сослушувањето на случајот Мегало против државата Мериланд во далечната 1819 година. Се повторени запишани во едногласната судска одлука на Американскиот врховен суд, предводен од главниот судија Џон Маршал. Во горе наведениот случај, главното прашање кое беше поставено пред Врховниот суд гласеше дали државата Мериланд може да ночува банкноти издавани од Централната банка на САД. Во едногласната одлука на Американскиот врховен суд е одлучено дека можете да се даночува, значи може да се уништува. Второ, моќтено даночување е само надлежност на сојузната федералната власт. Од давањето право на поедини држави или жители на Америка, тоа би довело до хаос и раздеденување. Ако на секоја држава се даде правото да даночува, тоа секој производ кој се секој домашен производ кој се везува на нивните домашни пазари, ќе го наруши принципот на слободна, правилна и нерегулирана трговија помеѓу државите во Американската унија, а со тоа ќе ги направи некои држави побогати, а некои посиромашни. Сегашниот подстанар во Белата куќа во САД е председател Џо Бајден, кој се всели под многу сомнителни околности. Подстанарот Џо Бајден и неговиот пријател, премиерот на Канада Џастин Трудо, се однесува како се да е нивно. Со овој начин владењето двојот Гаргамон и Оливер, тоа Џо Бајден и Џастин Трудо, само е потврдувал главната теза на која кажа на поранешната британска премиерка Маргарет Тачер, дека вистински социјалисти се оние кои сакаат да трошат туѓи пари. Се тоа е возможно со постојањето на Централната банка на САД, позната како Федерална резервна банка или како ФЕД. Во минатото постоеле централни банки на САД, но биле со краток рок на трајање и со поинаква цел. 23 декември 1913 година е со големо значење. Тоа е неславен датум е кога сегашната Федерална банка на САД ќе се роди од умот на демократите и тогашниот председател на САД Вудро Вилсон. Порано целта со која биле создавани централните банки во САД од страна на Американскиот конгрес е било да се финансира проекти од јавен интерес. Целта на создавањето на Федералната резервна банка во 1913 година беше да ја вради довербата на американската јавност во нејзиниот банкарски систем, отколку неколку мали банки пропаднаа во далечната 1913 година. Но наместо стабилност и доверба, добивме сосема нешто друго. Секако одвратна реалност. Федералната банка исклучиво ги финансира поголемите корпорации и воените авантури. Банката, како сето друго што е создадено од човекот, е како човечката природа. Кршливо и променливо. Од и ова чудовиште е незаситно и уште и само бара храна. Но што ќе се прави кога тоа храна е потрошена? Бидејќи ништо не е во бескрајно количество. Дали тогаш откако чудовиштето ќе изјаде се, ќе почне да јаде живи луѓе? Едногласно можеме да заклучиме дека сите дека сме преоданочени и сме осиромашени.
По се изгледат, двоецот Гаргамел и Оливер и нивните следбеници низ целиот свет сака да не заробат и да не направат нивни робови. Сколемената бројка на легалните и нелегалните имигранти само го осложнува и отежнува проблемот на наоѓање на решение со стамбената криза, растешкиот криминал, инфлацијата, но и совработувањето. Сигурно сите се прашувате како се ова не засега нас, обичните луѓе, бидејќи двете работи кои се сигурни во нашите животи се даноците и смртта. Сето друго треба да ни се одреди од Гаргамел и Оливер. Понекогаш се прашувам дали политичарите во САД и Канада ќе укинат некој данок или пак ќе ја намалат ја намалат стапката на некој данок. Оти секојдневно ни станува се појасно дека сегашните власти на САД и Канада уживаат да не ја цицат нашата крв и нашата пот во форма на донаучување, а ништо не ни остава да јадеме, да пиеме, се веселиме на нашиот краток живот. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Повелете ако сакате да оставите коментар за ова видео и на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа, би ве замолил да се претплатите со тоа што ќе кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашиот неделник. Во име на сите од Македонскиот информативен центар, ви пожелуваме да останете живи и здрави во овие времиња. До следното слушање, довидување.